Денеска, заедно со директорот на управата за хидрометеоролошки работи, со директорот на платежната агенција, со граначалникот на Свети Николе, со стручните служби на управата, сме во посета тука во Свети Николе. Односно, денеска завршуваат работите кои што се поврзани со поправка и со надградба на радарскиот систем во Ѓуриште, кој што е инсталиран 2005 година, но од 2014 година е во целосен прекид. Климатските промени се една од значајните работи на кои што како влада и министерство сме насочени се со цел да креираме мерки, адаптивни мерки со кои што ќе помогнеме на граѓаните, ќе помогнеме на секторот земјоделство, на фармерите заради квалитетно следење на временските услови и за преземање на соодветните конкретно и кај земјоделците агротехнички мерки. Но она што го направивме во целиот овој период преку програмата за рурален развој е поправка и целосна поправка и надградба на радарскиот систем Ѓуриште, кој што е способен да врши квалитетно следење на временските услови, особено на оние неповолни климатски настани од поголем обем кои што се јавуваат во државата, да бидат навремено следени и да информациите бидат проследувани со останатите институции. Ова е секако од интерес на целокупниот сектор. Ние во целиот овој период сме посветени и на обнова односно реконструкција на повеќе метеоролошки станици во Републиката. Во оваа година завршивме повеќе проекти како што се во Штип, Демир Капија, во Крива Паланка. Заедно со управата, односно преку националните програми сме посветени и на инсталирање на агрометеоролошки станици во повеќе региони. Тоа го направивме во Градско, во Кочани, во Струмица, но и со нашите меѓународни поддржувачи, меѓународни партнери кои што даваат целокупна поддршка во делот на овие адаптивни мерки кои што ги преземаме во целокупниот сектор. Паралелно со тоа, министерството е посветено и на покрупните проекти на кои што сме насочени, а тоа е носењето на новиот закон во делот на земјоделското осигурување, формирање на земјоделски осигурителен пул, вклучувањето на Европа ЕРЕ во овој систем, но секако и постапката која што ја водиме во делот на враќањето, односно инсталирање на сосема нова антиградобийна опрема во наредниот период. Се на се, ова е адаптивните мерки на климатските услови кои што не може да се постигнат со неколку чекори, односно се работи за комплексен сет на мерки. Како влада и министерство целосно сме насочени. Мене ми е особено драго што денеска тука е завршена и работата за надградба и за поправка на целиот овој систем во Ѓуриште преку програмата за рурален развој, каде што се одвоени 3 милиони денари за овој систем. Недозволиво е да со неколку години не биде во функција и затоа по алармирањето од страна на службите и на директорот веднаш пристапивме кон подготвителни мерки да преку програмата за рурален развој целосно го санираме. Благодарам.